Во ковид центарот на Тетовската клиничка болница моментално се хоспитализирани 35 пациенти. Се намалува и бројот на лица кои имаат потреба од амбулантски прегледи. Лекарите велат дека состојбата со пандемијата се смирува. Па за сега ние имаме 35 хоспитализирани пациенти. Ситуацијата, значи сега имаме подобрување, би рекол, благо подобрување. Нели овие 2 недели имавме навистина голем број на пациенти, имавме и починати, така да сега постепено се смирува ситуацијата. Значи амбулантските прегледи ни се намалени, имаме околу 20-30 пациенти, нели имавме над 70 и до 100 пациенти. После имаме пациенти, значи тие што беа со лесна клиничка слика, тие пуштени се дома. Во ковид центар имаме пациенти кои што над 20 пациенти се со блага клиничка слика, така да и тие се очекуваме овие денови да бидат пуштени на домашно лекување. Но имаме и други пациенти кои што се од пред 2 недели, така да имаме со коморбидитети кои што се тешки други хронични болести, кај нив значи се уште се прават сите напори за да и тие се лекуваат и се пуштат дома. Значи општо ситуацијата ни е така подобрена. Лекарите оценуваат дека овој бран беше многу посилен од ноемврискиот. Па изгледа сега некако и здравството и населението мислеа дека бранот сега што беше помек, би рекол наводници. Бранот сега беше, да речем, 40% појак од ноемврискиот. И според бројките што ги имав и пациенти, и според амбулантските прегледи, и според клиничката слика, плюс најверојатно имавме и овој британски сој, значи пациенти ни доаѓале порано со позитивни тестови, така да овој бран беше навистина полош од ноември. Дај Божи да немаме друг бран. Али тоа све ќе зависи од вакцинацијата колку брзо ќе се спроведе. Ако се спроведе брзо, најверојатно нема да имаме друг бран. Покрај имунизација на населението, за да не се повтори бранот, лекарите велат дека граѓаните задолжително треба да ги почитуваат и мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот.